Поздрав до сите, повторно се јаваме од малото студио на интернет порталот кладење.мк со анализи и предлог-типови за денешните надпревари на светското првенство. Денеска ќе одиме со последното коло од групата А и Б. На програмот имаме 4 надпревари. Прво во групата А Саудитска Аравија, Египет и Уругвај, Русија. Тука е се познато. И е тешко за да типуваме како све познато. Саудитска Аравија, Египет. Нормално ќе се направуваат за престиж за трето место во групата. Сум дека похвалите Египет е по-добар. Па не верувам дека се случило нешто премногу турбуленција во тимот, нели она што имаше надписи по медиуми дека Салах со мањето на некено и сами го демонтираше тоа дека да очекувам 3 гола на. Колку и да е наутен сигурно ќе сака да игра добар напревар на светско првенство е последен за нив сигурно. И јас мислам дека тип 2. Мојот тип е тип 2. Се слабам со тебе, мојот тип е тип 2, што носи коефициент од прилика негде 1,80. Коефициент што не сме да се доцени дефинитивно, да. Сега во истиот термин, но на друг стадион играат Уругвај и Русија на Космос арената во Самара, кој ќе победи, веројатно ќе избегне Шпанија или евентуално Португалија, не знам сега кој, зависи од таа група кој ќе биде прв или втор, меѓутоа вкрстуваат прв против втори обратно. Нели да. Сега може да има и калкулации. Не се знае што е по-добро што е. Да, повеќе веројатно вечер да има калкулации, да речеме ако Русија е прва во група, па некој да сега да измени. Да, само што Португалија не може да не сме да калкулира, мора да или да победи или Рени. Ќе победи веројатно Португалија. Меѓутоа да видиме прво овој натпревар Уругвај Русија. Фаворит е Уругвај. Фаворит на какви е Уругвај, да, меѓутоа тешко може Русија игра страшно игра. Очекувавме да батл во првите видеа на Русија. Предност, да. И мислам дека пошто Русија покажа дека игра отворено, дека може да постигне гол од сега ситуација, може продукти двата тима даваат гол. Така, јас синат сега контра тебе и ќе играм 0-2 гола. Па добро, може да погодиме 20 1-1. Би било најидеално. Да. Сега ви повеќе послушате, не знам, на ваше. Одиме понатаму со овие надпревари од групата Б. Тука имаме 4 термини. Тука имаме 4 репрезентации за 2 места, и да не се уште видео, пошто има 3 гола. Шпанија и Португалија 4. Иран Португалија е клучниот надпревар во оваа група. Португалија е фаворит, да, и одговара и Рени. Проблем за Португалија е дека Карлос Куираш, кој што португалскиот стратег на клубата на Иран, кој што многу добро ја познава Португалија, ќе знае каква тактика да направи. Иран игра затворен фудбал, се покажа тоа исто и со Шпанија при со Мароко во првиот надпревар. Меѓутоа Шпанија две тепаше против две славеше победа против Иран. Ја чекам има стабилност одбрана, Португалија се покажа дека Португалија е само Роналдо, следеше 4 гола го постигна Роналдо. Да. 3 против Шпанија и против Мароко. Мојот цел повторно ќе биде 0-2 гола. И исто јас се слушам со тоа, мислам 0-2 гола. Се надевам дека ќе погодиме. Одиме понатаму со последниот надпревар Шпанија, Мароко. Шпанија со победа ќе биде прва во групата со евентуално Реми повторно, значи има шанси. Овде може да се случи интересна ситуација да одлучува ферплей, доколку Португалија и Шпанија победат имаат иста гол разлика, ќе одлучува ферплејот, а тоа е кој има помалку жолти и црвени картони. Меѓутоа овде како конкретно во овој надпревар Шпанија е апсолутен фаворит или Да. Очекував повеќе од Мароко, дефинитивно има многу добри репрезентации, интересни играчи и до некаде може да се каже дека сум разочаран од нивните резултати. И тоа дека во група фаворитите бе јасни старт. Да. Очекувам победа на Шпанија чист 7:30 до 1:40 коефициент, зависи каде ќе се обложите, меѓутоа се стварам и своите. И јас исто да. Добро, тоа беа денешните типови, се надевам дека ќе погодиме барем 90% од овие. Би бил задоволен со 3 победи. И јас исто бил. Така да се гледаме со ново видео во текот на утрешниот ден. До тогаш, поздрав. Чао.